Неколку внатрешни простории од новата општинска зграда во Крива Паланка беа оштетени од пороните дождови во август минатата година. Водата за кратко време предизвикала штета на инфраструктурата, но и на инвентарот. По направената проценка на штетата од овластени проценители од локалната самоуправа на Крива Паланка се обратиле до осигурителната куќа Осигурителна полиса, со која имаат уреден договор за осигурување и неколкугодишна соработка. Првиот човек на општината Алексовски вели дека оттаму одбиле да ја исплатат минималната сума за оштета од невремето, а биле наведени нејасни причини за тоа. Поточно на 22 август 2016 година Крива Паланка ја зафати една олуја. Ние имавме над 42-48, не знам колку литри на квадратен метар дожд, и тоа во многу краток временски период кој падна на тлото на општина Крива Паланка. Од тој дожд ние како општина претрпевме штета затоа што кровната конструкција веќе протече, вода навлезе во општинската зграда внатре во просториите. По согледување на сета оваа штета, јас преку властените проценители кои ги имаме во општина Крива Паланка издадов наредба да се направи една проценка на штетата. Проценката да биде реална, да не биде нити надувана, нити нешто, да биде можеби и испод реалната, сепак за да ја надомести осигурителната компанија. Ние имаме веќе 8 години искуство со осигурителната компанија Осигурителна полиса и затоа реков да во знак на соработка да биде тоа реално. Ја направивме проценката, повторно ќе кажем, од овластени проценители, таа беше отприлика околу 118.000 денари, неполни 2.000 евра. И кога се обративме до осигурителната компанија за да ни ја надоместат штетата, која условно беше повеќе од тоа што е, бевме одбиени дека наводно не било олуја, дека ради вакви, такви и слични не знам како да кажам, причини, не одбиваат. Градоначалникот Алексовски го изрази својата рефолта од непрофесионалноста на оваа осигурителна компанија и најостро ја осуди нивната некоректност во однос на случајот на локалната самоуправа на Крива Паланка. Трагедијата да биде уште поголема, ме повикаа во Скопје да дојдам кај нив, да им бидам гостин во централата во Скопје. Јас отидов и без никакво уважување или ми кажаа дека ме повикале за да ми кажат дека ние не можеме да добиеме оштета. Таква дрскост мислам дека нема во ниедна компанија. К3 телевизија ја контактираше компанијата Осигурителна полиса, од каде што не информираа дека се запознаени со аргументите на градоначалникот, меѓутоа тие остануваат на своите ставови по однос на овој случај. И покрај коректната исплата од страна на локалната самоуправа кон осигурителното друштво, општината останала оштетена за сума која требале да ја добијат, а која изнесувала помалку од 2000 евра.